Почитувани, добар ден, јас сум Сеадрис Званојик, добре дојавте во уште едно студио 10 на телевизија 24. Во оваа емисија ќе дебатираме за општината Струјмица во пресред на првиот круг од локалните избори. Тука се носителите на листите за советници во општината и тука имаме 4 кандидати со кои ќе разговараме. Првично беше договорено да бидат повеќе, но еден од кандидатите, тоа е Никола Маџунков, кој е носител на листата на ВМРО ДПМН, кажа дека нема да може да дојде поради планирани обврски, а останатите носители на листи не успеавме да ги добиеме, така да одиме со оние кои се тука. Тоа се Александар Илиев, носител на листата на Знам, Јасмина Пијанманова, носителка на листата на Левица, Миле Гогов, носител на листата на СДСМ, како и Ѓорги Танушев, носител на листа група избирачи Ѓорги Танушев. Почитувани, добре дојавте сите во студио 10. Верувам дека и сте учествувале веќе во дебата ваква и сте ги видели и другите дебати. Само кусо и за вас и за гледачите. Сите имате 2 минути право на одговор, потоа останатите учесници во дебатата имаат можност за реплика и оној кон кој упатена репликата има право на 1 минута контра реплика. Дебатата е поделена по сектори, ќе разговараме за се оно што ги тангира граѓаните во Струјмица и почнуваме со инфраструктурата и јавните услуги. Пијанманова, да почнеме со вас, еве како единствена дама тука во дебатата. Што предвидува вашата изборна програма во поглед на ова прашање? Кога зборуваме за инфраструктура, тука се улиците, патиштата, уличното осветлување, јавните услуги, се она што е поврзано со овој ресурс. Најпрво благодарам на поканата. Со оглед на тоа дека нашата партија е цензурирана да се рекламира политички, тоа ни е единствен начин како да ги искажеме нашето мислење. Значи, во однос на инфраструктурата, наш акцент во програмата ќе биде кон населените места. Во 21 век е недозволено да имаме улици во населените места кои што не се асфалтирани и акцентот ќе го удриме кон населените места, бидејќи во изминатите години најчесто инфраструктурата беше околу централното градско подрачје. Во однос на осветлувањето, значи ќе се бара осветлувањето да биде економично со соларни панели и осветлувањето да биде во сите улици на населените места, тие да бидат најпрвено осветлени и сите улици во градот да имаат осветлување. Освен булеварите, во некои одредени улички во градот и сокачиња, значи имаме тотален мрак. Значи тоа е недозволиво во ваков град кој што цели нели да биде дословно урбанистички уреден. Значи тоа се нашите главни приоритети околу инфраструктурата во однос на јавните услуги и сообраќајните решенија. Значи ние се трудиме булеварите, булевар Маршал Тито и Ленин Нова, се до излезите на градот, тие да бидат значи чисти и да може да се вози во 2 ленти, бидејќи се окупирани со коли и едната лента е проблематична затоа што се користи за паркинг простор и тоа платен паркинг простор. И ние ќе се трудиме, значи, булеварите да бидат чисти. Тоа е околу сообраќајните решенија, да има обиколници, транзитниот пат со товарни возила, значи да се направи обиколница и конечно да се реши, бидејќи безбедноста на сообраќајот таму не е како што треба, но исто така освен сообраќајните решенија, значи безбедноста на пешаците е многу битна и тротоарите да бидат исто така ослободени од коли, превозни средства, да можат да се движат како што треба пешаците и велосипедските патеки од тротоарите да се префрлат на дел од улиците, бидејќи тротоарите се преокупирани со велосипедисти и не можат пешаците да се движат како што треба на самите тротоари. Да, добро, во ред ќе продолжиме, се разбира. Ајде, вака ќе одиме по ред. Илиев, што предвидува вашата програма за ова важно прашање за струмичари? За инфраструктурата која ние планираме, може да кажем дека е заснована, тоест нашиот план е заснован на оно што го барат граѓаните. Ние не смееме да дозволиме дел од градот да нема канализација. Тоа е за Егејското мало. Не може да дозволиме во нашите села да нема канализација и чиста вода за пиење. Вчера бевме во Банско и во тоа село водата е матна. Значи ние прво мора да ги решиме тие основни проблеми. Потоа ние планираме инвестирање во нашите училишта.
Во нашите училишта ние имаме сали кои не се загреваат, не се ладат и чија подлога не овозможува спортување, тоест здраво спортување, кошарка и одбојка, бидејќи подлогата не одговара на скочни спортови. Доколку не вложиме во дополнителни просторија, ние нема како да имаме едносменска работа во училиштата. Околу училиштата имаме сообраќајен хаос, нема доволно паркинзи. Така да ние мора да размислиме и тие дворови на училиштата и сообраќајните решенија околу, како да ги промениме и да имаме и дополнително паркинг места, дали некои улици да бидат еднонасочни или да се најдат други решенија, но мора да се вложи и во нашите училишта и сообраќајната инфраструктура околу нив, како и во спортските сали. И мора да вложиме и во нашето комунално предпријатие и водоснабдување. Ние се жалиме дека немаме питка вода, но мора да дадеме приоритет на тој проект, значи да обезбедиме чиста вода за пиење за градот. Мора да имаме машини за нашето комунално предпријатие за да собираме кабаст отпад во селото Банско, во селото Костурино, во селото Балдовци. Во моментот во секое село има диви депонии, бидејќи тие имаат мебел, стари апарати кои што нема каде да ги фрлаат. И во Костурино, например, тие сами создале дива депонија која покриваат со земја. Во село Банско создале депонија и тие повремено ја палаат истата. Тоа не се решенија. Комуналното предпријатие, значи, мора да обезбеди машини. Тие се проектите кои ние ги планираме за градот Струмица во следните 4 години. Но ние сме против дефокусирање на ресурсите за некои други по-неважни работи. Мора прво да ги решиме оние суштински проблеми за градот. Да. Добро, Миле Гогов, вие сте на некој начин как носител на листата на СДСМ, партија која на некој начин владе со Струмица, бидејќи ја водите локалната самоуправа. Верувам тука на вас е на некој начин и тежината кога зборуваме за тоа што е направено во Струмица и што планирате да правите понатаму. Јас како член и носител на листа на Социјалдемократскиот сојуз морам да напоменам да кажам дека Струмица сум бил низ повеќе градови во државата, да не кажам не скоро сите поголеми градови, и морам да кажам да, има недостатоци, меѓутоа сметам дека Струмица спаѓа во еден од поубавите градови во државата, еден од посредените градови каде што се инвестира, и да не забораваме дека секогаш кога на власт, пример во Струмица е Социјалдемократскиот сојуз, а на централната власт е ВМРО ДПМН, односно како опозиција, во Струмица не добива фондови и не добива средства од државата, но меѓутоа Струмица ги наоѓа од сопствените средства, од буџетот. Како би се решило тоа што до сега е поставено добро, постојат, не негирам дека постојат некаде забелишка што треба да се подобрува, и тоа е секаде во развиените земји, во добро уредените градови. Меѓутоа ќе кажам дека е направено многу. Пример, има улично осветлување во некои делови каде што е при движење на пешаците се уклучува. Значи има сензорни, со сензори, енергетска ефикасност. Потоа ќе се прави светилиски порој, тоа вклучува, тоа е траса, односно дел од горниот дел на градот, поминува преку касарната, низ мост, со мостови ќе биде приклучено со добрејци, така што сообраќајниот метеж ќе се растерети низ центрот и ќе се прави, нели, медицински кажано, бајпас на местото, така што ќе се движат автомобилите од страна. Направени се многу улици, сега се направени булевари, потребно е и сега некои улици да бидат направени булевари за да биде движењето на колите во еден правец. Направени се доволен број на кружни текови, мислам дека треба уште, поставени се некои сообраќајни знаци на места каде што беа критични, каде што се случува сообраќајки. Добро, во ред, ќе продолжиме. Сега може реплика или? Да, може слободно. Значи, сакам да реплицирам на носителот на листа, бидејќи 20 години во секои изборни програми ја ветуваат Младинска улица дека нема да се поплавува, и таа се уште не е решена. Како инфраструктурно ќе го решат овој проблем, бидејќи ние ќе се бориме во овој мандат
ова да се реши што побрзо, бидејќи луѓето таму се поплавуваат со секој пороен дожд. Значи, или да решат атмосферска канализација. Они направија еден проект Крушевска република кој што не е доволно решен да ги фати сите води и за тоа да не се поплавува. Значи, мора да се направи инфраструктурно решение, атмосферски канализации и други инфраструктурни решенија кои што водата ќе ја фатат подобро, за да не се поплавува ова улица. Значи мора да се најде решение и сметам дека и тоа, не знам дали го има и во другите програми, го нема носителот на листа на ВМРО ДПМН. Значи за тоа ние го имаме како решение и сметаме дека треба тоа конечно да се реши. Бидејќи не дозволим. Еве Гогов нека одговори, а потоа и репликата на Илиев. Значи, во нашата програма има решавање, точно е за тој дел. Да, улицата Младинска имаше често кога ќе дојде поголема количина ќе навра поголема количина на дожд, се поплавуваше. Сега во оваа програма тоа е еден од примерната програма, примерниот дел од програмата, каде што ќе се направи горниот дел на Крушевска република по ројот, ние го нарекуваме од ЕВН до долу транзитниот дел и потоа од транзитниот дел до Балдовци, каде што ќе се гради тој ќе се уредува тој порој, односно ќе се прави каптажа на водата. Сега дефинитивно мора да биде решено и мислам дека тоа е еден од примерните проекти кои треба да се направи. Да, добро. Илиев? Сметам дека кружни текови, токови и бајпаси на патишта не се клучни проекти за Струмица. Ние имаме дел од град во кој што се уште нема канализација. Тоа е Егеска мала. Во девијација пак имаме дивоградби кои се приклучени на канализација сосема незаконски, од комуналец. И тоа е праше. Ние имаме депонија сред град. Да, ние имаме Крушевска република која каналот таму смрди. И тој проблем го имаме со години. Сега дали решението е да направиме скапо покривање и покривање со гранитни плочки и скапо осветлување, или треба да го решиме суштинскиот проблем да не смрди каналот и да има тек на водата. Значи тоа им пречи на граѓаните, тие не сакат гранитни плочки, скапи осветлување. Ние постојано трошиме за луксус, например имаме кружни текови со украсни камења, имаме кружни текови со скапи дрвја, а имаме дупки на патиштата и нашите граѓани немаат вода за пиење. Ние сите треба еднаш да решиме дека еден мандат ќе се фокусираме на она што е клучно. Здрава вода за пиење, канализација, образование и доста трошиме пари за скапи фестивали и за украси по кружни текови. Да, добро. Сакате да одговорите? Ќе одговорам. За некои работи се сложувам, може да кажам, ништо не е идеално, меѓутоа сега со новите проекти кои ќе се работат на решавање на собирањето каптажата на водата, не за уредување, туку каптажата на водата, бидејќи тоа беше проблем 20-30 години, тој проблем со улица Младинска. Не сметам дека кружните текови се некои скапи, бидејќи јас точно и не ги знам бројките, меѓутоа не е некоја страшна сума. Аз се согласувам дека можеби еден период фатен из целата држава дека се правеа премногу скапи, концерти, се носеа пејачки од страна, меѓутоа кога ќе прочитав програмата и кои беа желбите на граѓаните, гледам дека голем дел сака некоја звезда од Србија да биде донесена на концерт или на некој фестивал. Така да сметам, се согласувам за некои работи, мислам дека треба за некои работи порационално. Меѓутоа, секој ќе се работи сега со Социјалдемократскиот сојуз, доаѓаат нови луѓе, нови ликови кои ќе променат некои други делови. Да, Илиев, сакате реплика или? Реплика, да. Да, може. Само да појаснам дека ова што се каже дека одредени фондови не биле достапни за Струмица кога спротивна партија е на власт, на централно ниво, чисто да го потврдам дека не е секогаш така, затоа што има се случаи кога, например, СДСМ беше на власт на централно ниво, тоа конкретно во 2022-2023 година, значи 2 години поред, и Струмица, исто како што СДСМ и таму беше на власт, не се исплаќа редовно фондови кои што во другите општини каде што ВМРО беше на власт се исплаќа, така да практично ставката трансфери од централно ниво на власт во Струмица остануваше некако 22%, а додека на другите општини
таа ставка беше над 90%. А зборуваме, значи, таа голема ставка, зборуваме за некои си над 100 милиони денари. Просечно зборувам. Така да не е секој што да случат, зависи од некакви интерни фактори, очигледно. Мало. Еве, Илија беше Контрареплика. вие, да. Контрареплика. Тоа сега нема видено истражување кое покажува дека струмичани барат да им се донесе Цеца или Елена Карлеуша, но во нашите анкети луѓето бара канализација, чиста вода за пиење. И на крај краишта ние сме тие кои треба да одлучиме што е приоритет. Струмица долго време даваше навистина за украс. Ја ќе ви кажем еден кружен тек, има информација дека за хортикултурно украсување едно сезонско, тоа е сезонско цвеќе се потрошили 5000 евра на годишно ниво. Луѓето да знаат дека 5000 евра ги чини хортикултурното уредување на излезот кон Скопје, прашање е дали ќе кажат дека убаво е да имаме цвеќење или ќе кажат да има само трева. Според мене, ние треба да одлучиме што е приоритет, а не да кажеме дека некои поединци барале да биде донесена некоја звезда од Србија или од Босна и Херцеговина или од Црна Гора, бидејќи била популарна во нивната младост, тоа е нивна желба, меѓутоа не со наши пари. Нека одат тие на концерт, нека си платат. Ние со нашите пари сакаме улици, осветлување, канализација и вода. Да, Јанано. Добро, малку се дефокусираше дебатата. Кога ќе дојде за култура прашањето, ќе разговараме дали треба да има цеци или не треба да има цеци. Како пејачки, работата е да се работи за интересот, за јавниот интерес во секоја општина и да не зборуваме дали некој е на централна власт и дали треба нас да ни даде пари како граѓани или дали е од другата политичка опција и нема да ни даде и ние ќе бидеме жртви на овој систем. Значи, граѓаните во Струмица се граѓани на државата. Значи, не треба да станува збор дали ние ќе добиеме нешто што ни следува по закон, затоа што од другата страна градоначалникот е од другата опција. Овие работи веќе треба да се заборават, а гледам дека во кампањата многу добро си ги употребуваат, посебно сега политичката партија која што е на власт, со тоа што дека ако биде нивната опција изберена и нивните советници и од централната власт ќе имаат многу голема поддршка за да се остварат некои проекти. Тоа е недозволиво. Значи, луѓето кои што живеат во Струмица треба да си ги добиваат работите според закон. Да. Добро, Тануша, дојавме до вас, до вашиот одговор од вашата програма. Само сакам да кажам дека и овие локални избори го имаме феноменот на појава на овие независни граѓански листи секаде низ државата, нешто што на почетокот беше како куриозитет, како интересно, сега веќе ми се чини нормално настапувате со една таква листа. Како вие ќе се борите во Советот на Струмица за подобрување на инфраструктурата? Ке се бориме сосема независно, како досега, значи немаме поддршка од ниту една партија, но ние сме со граѓаните и граѓаните со нас, така да се што треба ќе правиме. Конкретно за инфраструктурните работи во Струмица, ние како советнички група на Стига сметаме дека најбитно е да се направат проекти поврзани со водоснабдувањето на Струмица, затоа што тоа е прв приоритет за било кој инфраструктурен објект кој што заслужува да биде финансиран. Сепак, сите овие различни, така да ги кажем, проекции што треба да се гради, зависат од финансии. Тие финансии се ограничени и алокацијата на тие ресурси мора да биде правична. Ако треба да бираме по приоритети, навистина водоснабдувањето на Струмица моментално зависи од добрата среќа, да речем, да не се појави повторно манган. Ако се појави повторно манган, како што се појави и повторно го снема со необјаснени причини, сите ќе чекаме на ред за цистерни вода. Но нови пат нема да ги имаме тие цистерни со вода, затоа што во меѓувреме се ископа заштитната зона таму кај што пуневме вода, во атарот на селото Муртино и Сачево, па се прашуваме од кај ќе добиеме вода, нели? Така да, заштитата на водоснабдувањето на градот и на населените места треба да е приоритет. И тука треба да се издваат средства оному колку што треба, со цел да не останеме зависни во 21 век без вода. Потенцирам дека јас во Советот тоа го барав уште кога се случи хаваријата, но и претходно барав да имаме чести и редовни контроли на водоснабдителниот систем,
Особено по пофаќањето од граѓаните дека на многу места од градот цевките се застарени и има специфичен мирис. Понатаму, транзитниот пат мора да биде поменет со обиколница, која што е клучна за да се ослободи градот од сообраќајниот притисок, кој што неминовно ќе се зголеми во редниот период. А уште повеќе, што побрзо го донесеме ГУП-от, генералниот урбанистички план, бидејќи без тој ГУП сега сите зборуваме, ама немаме основа на што да тераме понатаму. Во таа смисла дури во основувањето и кандидацијата во Егејското мало, кој што исто го барав, но тоа пак беше особено од усвојувањето на ГУП-от. Да, добро, кога зборуваме за водоснабдување, тоа е дел од комуналната инфраструктура и ми се чини дека ако ги прашате не само струмичани, туку било кои граѓани во државата, ќе ви кажат дека тоа е приоритет број 1 да имаат чиста вода, вода за пиење, вода за технички услуги, бидејќи без тоа нема живот. Едноставно, затоа еве да видиме со тоа прашање, Струмица беше актуелна во оној период кога водата не беше здрава за пиење за градот, беше интересно тоа и за медиумите, и за јавноста, што тогаш и не добивавме баш јасни одговори на тоа зошто е загадена, од каде е загадена, па некако се чекаа некакви испитувања, анализи. Не знам на крај дали точно дознавме и што се случи. Еве, повторно ќе одиме со еден циклус на таа тема. Илиев, што предвидувате точно за ова да не се повтори или да не се повторува? Значи, Струмица да има добро снабдување со вода и тоа да е стабилно. Затоа ја реков дека ние планираме да поддржаме инфраструктурни проекти кои се клучни за Струмица. Еден од нив е водоснабдувањето. Да не се да фокусираат ресурсите за други прашања, бидејќи да се реши водоснабдувањето трајно, тоест на долг рок, потребни се големи вложувања, а претходно и истражување, што е најпаметно да се направи. Замена на цевководите и намалување на загубата на вода несомнено е приоритет, бидејќи 50% од водата која доаѓа од браната се губи, според комуналец, околу 50%. Друг проблем е како ја трошиме водата. Дали водата за пиење ја трошиме само за пиење или за наводнување, за базенти и така натаму. Значи, навистина треба се рационализира и потрошувачката на вода и во јавните предпријатија и на јавните површини, а секако и кај граѓаните. Некои партии предлагаат воспоставување на лабораторија. Да, ние поддржуваме таква работа, поддржуваме да има и два независни субјекта кои ќе ја тестираат водата и кои ќе не уверат дека таа вода е исправна за пиење, но и кои ќе не известат доколку не е исправна, бидејќи минатиот пат се случи да водата не била исправна за пиење повеќе денови, а ние како граѓани не знаевме. Откако дознавме, сите меѓусебно се обвинуваа. Дали е лизгање на земјиште, дали е поради неплатени сметки па предпријатието не можело да чисти, дали не било направено одржување на пречистителната станица. Сите меѓусебно се обвинуваа, никој не сакаше да сноси вина и на крај сметам дека и никој и не сносеше вина. Ние граѓаните плативме цената заради неспособноста и корумпираноста според мене на некои менаџери на предпријатија. И овде имаше еден интересен момент, а тоа беше неплатените сметки. Општина Струмица должеше огромни суми на државно предпријатие поврзано со снабдувањето на вода. Тоа е прашањето, дали прво човек си ги плати сметките, домакински ќе работи, или прво ќе плати за екзит фестивал, за некои концерти и за кружни текови со украси. Треба прво да се платат сметките, така е домакински. Мене моите ме научија прво да си платам струја и вода дома, а потоа ако имам да се прошетам некаде на викенд. И ние многу години правевме обратно. Прво одиме на викенд, а сметките не стојат неплатени. Да. Пијанманова? Делумно ќе се согласам со носителот Александар Илиев. Имаше премногу политизација на ова прашање околу снабдувањето со вода. Значи, политизацијата беше искористена и од страна на опозиционата партија ДПМН, која што е во Советот.
Но проблемот беше менаџирањето на самото комунално предпријатие. Ние имаме и еден сега кривично што одговара директор на институцијата кој што направил огромни злоупотреби на предпријатието и не плаќање на сметките во делот на водоснабдувањето. Рационализацијата на вода, и тоа е едно од прашањата, мора да се направи рационализација. Јас се сеќавам како дете дека ние имавме и рестрикции на вода посебно во летните периоди кога нивото на браната Турија се намалуваше, се прават и одредени рестрикции. Не може земјоделските површини да ги наводнуваме од браната Турија без престан. Исто така, сакаме во однос на водоснабдувањето и браната Водоче да ја вклучиме како алтернативен начин на водоснабдување на градот, затоа што не случајно се овие две брани, кога и таму инфраструктурно да се решат цевководите кои што и сите инфраструктурни делови, сега не се разбирам во овој дел, за да може водата слободно да дојде во градот и таа да се стави како алтернативно решение. Делот на прочистителната станица мора да се подобри, прочистителната станица, инфраструктурно да се реши со озонирање на водата и така натаму. Јас се сеќавам дека моите родители ми рекле дека нашата вода и нашата прочистителна станица во времето на Југославија била една од најдобрите води за пиење. Не може сега, после толку време, ние да имаме најнечиста вода за пиење во градот. За цевките и за дека се уште имаме азбестни цеви на некои делови од градот, тоа мора да се промени, иако дел од тие цеви се променети и дефинитивно мора да го насочиме. Ако немаме здрава вода за пиење и здрав воздух за дишење, тогаш ние не можеме да зборуваме за другите проблеми кои ги тиштат граѓаните. Да, тоа е поентата и јас ја кажав, можеби најбитно прашање Гогов, наталожени се проблемите очигледно со водоснабдувањето. Како тие би се решиле во иднина? Вака, дел е решен во поглед на цевките кои се сменети. Јас во претходната дебата реков 100%, меѓутоа господин Ѓорги Тенушев ме поправи, рече дека се 18% сменети од азбестни во полиетиленски, а другите 20 се оставени како оловни и азбестни. Треба и тие 20% да се сменат, да се заменат. Потребна е и едукација на младите, а исто и на постарите, на населението, бидејќи ако троши оваа вода за миење на дворови, миење на коли, некои луѓе, не сите, тоа се некои исклучоци, полевање на дворовите. Во летниот период, каде што доколку знаеме дека сите користиме повеќе вода, можеби потребно е да се најдат сепак овие се некои проблеми кои што треба да се решат по заеднички, да се побара помош можеби и од државата, каде што ќе се направат испитувања каде што ќе бушотини или нови извори на вода во бранат, каде што бранат ќе водостојот ќе биде цело време во еден ист капацитет. Морам да се навратам и на, можеби не е реплика, ама на Александар, носител на листата на Знам, кој го почитувам многу. Меѓутоа ќе кажам дека тој ги пренагласува кружните текови. Не сметам дека се толку страшни кружните текови, нити дека се толку наплатени и дека е нешто направено. Направено е наједноставно уредување со некои камења, што не представува нешто луксус. Кога рекоа дека за културните настани, како концерти, Струмица Опен Фест и слично, се гледаше дека посетеноста е голема. На крај имаше луѓе таму, овие што се Битолска пивара, Скопска пивара, Прилепска, сите тие има своји штандови, своји шанкови. Имаше луѓе кои има исто така шанкови кои продава алкохол и сокови. Така да тука мислам дека исто имаше луѓето кои инкасираа пари од тоа. Сметам можеби дека не треба да биде во толков обем и толков капацитет. Меѓутоа се гледаш дека посетеноста е голема, дека народот и тоа го сака. Сега се смее колешката Пијамарова, нека одговори. Да, и двајца верувам имате. Согласно дека треба да се поддржат културни настани, да се промовира нашата култура,
да се поддржат нашите уметници да добијат можност и за промоција, и за нивна обука, и стекнување искуство. Ние не го правиме тоа. И затоа, значи, ја не сум против културата. Јас сум за културата, но сепак на крај, доколку не имаме чиста вода за пиење, тогаш треба да скратиме од некои места, а многу е полесно да скратиме од плаќање некои странски пејачи и диџеи. Многу е полесно од таму и пологично од таму се скрати, а да се вложи еднаш, да се реши проблемот со вода, да се реши проблемот со нашето образование, бидејќи не може нашите деца да одат во сали кои не се загреваат. Да одат во сали кои нема ладење летните месеци. Да одат во сали каде што нема функционален тоалет и тушеви. Тоа е неприфатливо. Затоа кажувам дека треба се дадат приоритет на други нешта. Да, Јамано. Значи, јас мислев дека ќе дојдеме до точката култура, но сега се наметна како прашање. Културата, да се разбереме, не е забава. Значи, да се престане со фестивализација на културата и само да се прават фестивали, се со цел провизиите некои да ги земат. Таму стои една огромна културна, ајде да не ја наречам мафија, затоа што на некој начин се земаат големи средства за такви фестивали. Културата треба да биде самоодржлива. Ние немаме самоодржлива култура во градот. Значи, инфраструктурно некои работи се уште не се решени. Значи, културното наследство ни пропаѓа. Имаме девастација на културното наследство. Ако дојдеме до оваа точка, тоа можеме и многу добро да го образложиме. Имаме галерија, уметничка галерија, која што е изградена во претходниот мандат на СДСМ, на Јанев, каде што се издвоени околу 200.000 евра, а оваа галерија не е функционална, нема своја програма. Значи, тоа е недозволиво. Имаме институции како Дом за деца и млади, кои што инфраструктурно не се решени. Луѓето се во една канцеларија и користат простор на домот на АРМ, а се работи за институција Дом на деца и млади. Каде тие деца ќе се собираат? Добро, Гогов, имате контрарепска? Значи, во Струмица годишно има околу 100 културни настани. Може да прашате сите кои имат напишано книга или некаква поезија или некаква уметничка галерија представување, сите имат добиено некакви средства за тоа. Сите се подпомогнати. Тоа може да прашате сите кои излегле на некаква промоција на сето тоа се подпомогнати. Точно средствата не знам, можем да кажам некои од 500 до 1000, 2000, 3000, можеби и повеќе за потикнување на културните настани. Се сложувам дека треба да се направат некои промени, меѓутоа сега во моментот колку Струмица овозможува, јас сметам дека нема друга општина во Македонија која го овозможува сето тоа. Добро, Танушев, вие останавте на вашиот одговор во поглед на водоснабдување. Значи, тешко дека ќе јадеме ковачи ако немаме залеп. Значи, да се вратиме прво на основниот приоритетен проблем. Тоа е да се направи се за Струмица да биде обезбедена со вода. За таа работа имаме брана Турија која мораме да ја заштитиме, за да не се гради таму населби диви, кои потоа ќе барат легализација, бидејќи ќе ја загадуваат и така браната која што веќе е загадена слично на она што се случува во Водоче, например. Брана Водоче има изникната цел населба, дива населба, и водата таму е со лош квалитет, баш поради таква негрижа, што еве и да направиме цевковод што сега го нема, а тоа требаше да биде резервна варијанта на градот Струмица, снабдува со вода од Водоча. Тој цевковод сега не постои, порано постоел, но поради негрижа низ годините сосема е вон функција. Тоа мора да го направиме. Како втора алтернатива за водоснабдување. Третата алтернатива за водоснабдување на Струмица е од подземните води. Да се избушат бунари кои порано ги имало, сега ги нема. И тие бунари да бидат во функција кога ќе имаме проблем со вода. И она што јас го предлагам во Советот кога имавме проблеми со водоснабдувањето со манганот, да има помошен резервоар кој што ќе ги собира тие води по потреба од пумпи и ќе ја меша со таа вода од Турија за да ги намали концентрацијата на метали или какви да се други супстанции и да возможи дополнително време за озонација и оксидација на водата со цел да може да биде квалитетна и во еден момент да направи пасување, значи да ја спаси ситуацијата. Она што е потребно.
Но да не ги забораваме населените места. И населените места имат проблеми. И на нив им треба алтернативни снабдувања, бидејќи пресушуваат, а еве гледаме, сведоци сме дека често се случува и да ги копаат несовесни градежни фирми. Така што, навистина да имаме приоритет, како што има приоритет, прво е по закон за водоснабдување, прво е за пиење, потоа е за наводнување и трет приоритет ако остане за индустријски потреби. Ова не смееме да го нарушиме, ако го нарушиме, нема да има ни струмица, ни концерти, ни не знам што. Да. Добро, некако ние имавме концепт за дебата каде што проблемите или програмите се поделени по сектори, но некако мислам дека подобро е да одиме вака што се наметнува како следно прашање од самата дебата, тоа е заштитата на животната средина, исто така еден момент кој е веројатно приоритет за здравјето на луѓето. Повторно ќе одиме поред. Илиев, кога зборуваме за ова, јас најдов некој податок дека во одредени моменти од годината, кога во целата држава немало загадување од PM10 честички, имало само во Струмица и тоа било чудно. Експертите тогаш велеле дека се работи за диви депонии, за ѓубре на отворено, за загадување од таков тип, ова што беше сега актуелно и во Скопје од палење и така натаму. Како да се реши тој проблем со заштитата на животна средина во Струмица? Јас ќе бидам конкретен. Според мене и според нашата општинска организација, потребно е индустријските објекти како фабриката Еленица, фабриката на Метали Огражден, да не бидат веќе до градот. Потребно е дивата депонија во Девијација, оној кој е направил и оној кој пали отпад да биде казнат, таа да биде исчистена. Потребно е во центарот на градот да се направат дополнителни паркинзи, да се развие јавниот сообраќај и да се промовира и велосипедизмот, и изнајмување електрични велосипеди и тротинети, за да се растерети градот од сообраќајната гужва. Општинската администрација мора да биде променета и во нејзината систематизација да има многу повеќе општински инспектори кои ќе приметат зголемување на загадувањето, веднаш да излезат на терен 24/7. Нема друг начин како да се спречат загадувачите. Има и не само загадување на воздух и на почва од депонии, туку имаме и фабрики кои загадуваат со силен звук. Така имаше пример и се жалеа луѓе на еден објект на Грос Струмица. Значи, ние мора да реагираме веднаш. Тоа е дел од решението. Друг дел од решението со нашето загадување е тоа што сите наши населени места, бидејќи се оставени без комунална хигиена, реално, значи нити имат канализација, нити имат чиста вода за пиење, нема кој да им го собира отпадот, сите имаат создадено диви депонии. И овде е способноста на комуналец да селектира и да собира отпад од сите населени места, а не некои населени места како Костурино, Банско или градско Баловци да бидат заборавени. И овде е другиот наш проблем, што ние досега реализираме некои проекти за рециклирање, но ништо не функционира. Затоа што ние само копираме проекти, целта е на некои најверојатно да земат пари од грантови, меѓутоа ефектот го нема. И ние немаме еден дел од Струмица, куќи кои рециклираат и кои што, еве, например, дел од органското ѓубре се користи за компостирање, дел од стаклото, железото се продава на некоја фирма која рециклира и само еден мал дел да се фрла во отпад и да се размислува како ќе го решаваме тој отпад. Да, Јанманова? Значи, во делот на загадувањето, ние освен аерозагадување имаме и звучно загадување во градот. Значи, јас живеам на булевар, каде што во летните денови 24/7 не може човек да заспие. Значи, мора тука да се реши и проблемот со звучното загадување и плюс во горниот дел на градот, каде што традиционално тоа се поплаќи на самото население. Традиционално ромското и турското мало, значи ги прават своите обичаи на многу звучен начин и го малтретираат целото население. Затоа ние стриктно ќе се бориме во Советот и тука нема да има политизација на овие прашања. Аерозагадувањето е еден од главните проблеми. Да, точно е дека и во летниот период се појавуваат овие честици, но тоа е поради непочитувањето на урбанистичките планови.
Значи таа флуктуација на воздух која што го имала ние го нарекуваме Белушкиот ветер е затворен, затоа што таму урбанизмот затаил и се направила една бетонизација на овој простор и фактички кога доаѓа до енормно зголемување на таквото загадување, не може овие PM честички да излезат од градот. Дивите депонии, на нас градот не е цела дива депонија, насекаде има оставено шут и така натаму. Ние се залагаме за комунална полиција. Значи комуналната полиција да казнува таму каде што е потребно и доколку некој самото предпријатие, комунално предпријатие, да се има дојава кога некој има градежни зафати, дали во самите згради или во индивидуалните куќи, да се јави и да му го собере градежниот шут, а не да го остава таму каде што е непотребно и секаде да се појавуваат депонии по градот. Значи тоа мора да функционира. Ние исто така се залагаме за строга селекција на стакло, хартија и така натаму, каде што ќе има плюс значи посебни кеси, ајде така да ги наречем, кои што ќе се купуваат у комуналното предпријатие и строго ќе се знае кесата дали е 10 литрската и со тоа ќе се намали и плюс ѓубрето во градот и ќе се намалат и сметките на луѓето. Не може еден човек кој што живее во 100 метри квадратни да плаќа 3000 денари, а еден што живее во 20 метри квадратни да плаќа 200 денари, да права огромна количина на смет. Значи тоа треба да се реши. Зошто комунална полиција кога тоа уште не е јасно регулирано со закон, тоа уште предлог закона, зошто не инспектори кои тоа е веќе регулирано и веднаш може да изрекуваат мерки? Значи, тоа може да се гледа и на тој начин, и инспекторски служби, но ние се залагаме за комунална полиција, бидејќи има и така законски, ќе видиме дали тоа може да се реши или не, но комуналната полиција ние пред се, бидејќи има луѓе кои што работат во комуналното предпријатие и мислиме дека треба да бидат ова комунално предпријатие и многу поефикасно, затоа што имаме таму превработеност. И овие луѓе кои што се превработени може слободно како да бидат како комунални ајде, полиција малку звучи, нели, да ја извршуваат дејноста во однос на казнените мерки. Еве така да се изразам, кои што, нели, луѓето кои што го прават сметот, ќе реагираат и да се направи регистер, конечно да се направи регистер на фабриките, на оние кои што се високо загадувачки капацитети во градот и да знаеме кога тие го загадуваат нели просторот и да се направи строга контрола и на некој начин да се види што е потребно тие да имаат како стандард за да не го загадуваат. И имаме дојави дека многу од тие фабрики донесуваат и отпад од другите држави кои што го согуруваат во нивните печки. Значи не е дозволиво тоа. Значи тоа е казнено со закон. Гогов? Во голем дел за некои работи поголем дел се согласувам со колегите, носителите на листи. Морам исто така да кажам дека во овој дел има пропусти, меѓутоа и многу е направено. Пример, Струмица е една од првите гасифицирани општини. Сега проблем е што нема гасовод, меѓутоа е една од првите гасифицирани општини и општината субвенционира бесплатен приклучок на газ и 10 денари субвенција на метар кубен потрошен газ. Потоа купени се електрични автобуси. Тие електрични автобуси можат да се земат грантови или да се побарат пари како субвенција од европските фондови. Направени се голем дел на велосипедски патеки. Тука потребно е исто и едукација. Секако на младите тоа се подразбира, меѓутоа и на постарите околу заштита на животната средина, фрлањето на ѓубре, отпад. Морам да нагласам дека некои села каде што поминува комуналното предпријатие, Комуналец Струмица, пример, може би сум грешка, меѓутоа 150 денари месечно. Мислам дека таа е премногу мала цена, за да може целосно да функционира убаво, треба да се покачи цената. Се согласувам дека треба повеќе зелени површини, треба повеќе паркови. Сметам дека треба, јас во претходна дебата реков дека има еден, толкова е бројката на инспектори за животна средина. Мислам дека таа бројка треба да се покачи на повеќе, еве 7 или 10. Исто така реков дека потребно е, можеби, јас
како доктор кој се занимавам со неврологија и дежурства, мислам дека можеби треба да се уклучи дежурни инспектори, кои се согласувам со колегите сите ке согласиони со мене дека потребно е веднаш да реагираат со поголем број на инспектори на повеќе места. Станиците мерни кои се поставени, едно мислам има 2, не сум сигурен за број 2 или 3. Мислам дека тоа се малку станици, треба да се постават повеќе станици за да се најде средна вредност. Бидејќи една од станиците е поставена во болницата, во близина на болницата, а болницата мислам дека не е на газ и не е на струја, мислам дека е на нафта или мазут. Да, добро. Танушев? Ова е комплексно прашање, ова ќе ни треба малку повеќе време, во секој случај, значи да расчистиме некои работи. Имаме една инспекторка по животна средина, а ни требаат минимум 5, ние баравме минимум 5. Но дури да се 5, тие треба да имат ингеренции, бидејќи моменталната поставеност на законите прави разлика помеѓу инспектори на државно ниво, инспектори на локално ниво и во одредени инсталации не може да делегуваат едните инспектори во однос на другите. Немат буџет за таа работа да на лице место земат мостри и да ги испратат во акредитирана лабораторија за испитување со цел било што да се случи да се одржи на суд, бидејќи на крај мора да има некаква завршница судска, но без такви докази ова е невозможно. А со години бараме буџет да има за таква акредитирана лабораторија, но не се добива. Нема. Самите инспектори немат никакви инструменти, нити се обучени за инструменти, мора да имат инструменти. Во една најмала рака мора да имат барем рачен мерач за PM честици, ако не друго. Колку и да е тоа индикативно, сепак може да се направи триангулација на загадувачи. Во иста смисла, постојат комунални редари, но тие имат уште помали ингеренции за било што. Така што пропуштаме тоа на колку на импровизација. Она што треба да се направи подитно е да се стават филтри на сите индустријски објекти во Струмица. Ако тоа се направи, тогаш ќе имаме далеку помалку загадување во однос на оно што го имаме, бидејќи во право сте кога рековте дека кога во другите градови немало загадување, Струмица имало загадување. Значи при исти метеоролошки услови, малте не, значи тоа се гледа кога има температурни верзии, кога нема. Струмица е најзагаден град во Македонија. И тоа не го кажувам јас, тоа го кажува Европската агенција за екологија, бидејќи работиме со нивни податоци. Струмица од 365 дена загадена е во 300 дена. Значи имаме само 65 дена нормален воздух според европјаните. Ако сакаме Европа, вака не може да оди. Имаме проблем со мафија со отпад. Ова што горат депониите, ова е мафија со отпад, бидејќи се носи отпад, го горат, но тие што го носат отпад имаат скапи джипови, хамери. Кај сте видели вие социјални ранливи категории со такви, значи тука треба да се зема обврска и јавното војнителство и полицијата и сите. Понатаму селекцијата на отпад мора да реално да заживее, мора да се даде шанса и тоа да се стимулира. Тоа најнаш не бива. Да, во градот се поделени 1200 канти на 1200 домаќинства, но тоа не е доволно. Уште повеќе за тоа што на крај, ако се тоа завршува на исто место, тогаш да бе таа селекција. И има една голема работа што треба да се каже, тоа е почетокот на проект со регионални депонии, каде што Југоисточниот плански регион заедно со Вардарскиот плански регион треба да направат регионална депонија за 30 општини во Шапкар. Шапкар е на помалку од 500 метри, некаде 500 метра до Турија, кај што ние земаме вода. Но на крај тој Шапкар, тој проект нема финално како ќе завршува, како ќе се менаџира отпад. Не е крај од end-to-end затворен систем. Добро, да, еве Пијанманова се јави прво, па вие. Јас сакам нешто друго да кажем во однос на гасификацијата. Да, беше прва општина Струмица во однос на гасификацијата, но тој газ се носи од Република Бугарија со цистерни и сега е малку неисплатлива инвестиција и луѓето почнаа и да се откажуваат од таквата гасификација во градот како алтернативен начин на загревање. Ние во нашата програма имаме елаборат за искористување на топлата вода во Бања Банско, да се направи една физибилити студија, бидејќи може да се затоплува цел град од оваа подрачје, од оваа топла вода, но проблемот е тоа што
таму има бизнес интереси и веќе општественото што припаѓа на сите луѓе го користи бизнес секторот за своји интереси. И тука мора веќе да се стави крај на таквите концесионерства, каде што општествените работи ќе ги користат бизнес секторот, а луѓето не можат да ги искористат овие ресурси за да се направи здрава животна средина. Ние строго ќе го застапуваме тоа. Да. Гогов? Репликата не е спрема некој, тук сакав да додам дека еве скоро сите јавни сета администрација што во Струмица е приклучена на газ. 44 километри има гасна мрежа. Точно е тоа, го реков јас прво дека нема гасовод, меѓутоа во иднина ако се направи нешто такво, гасоводот представува најисплатливо и најевтин начин со користење на природен газ да се затоплуваат домакинствата. Друго, мислам дека треба да се направат и акции за пошумување, тоа од малите деца, уште од градинка од прво одделение, па и повозрастните. Имаше претходно некаков проект, не знам дали се уште постои секој да засади по едно дрво. Постојат тие контейнери, јас гледам дека сепак треба и луѓето да се едуцираат и да се насочуваат колку се сепарира, как се сепарира, не сум сигурен, како се дели, не знам, не сум сигурен, меѓутоа потребно е, тој проект представува скап проект да се рециклира исто тој материјал, како што е метал, пластика и други стакло и други видови на материјали. Сето тоа спаѓа во поголеми и позахтевни проекти, поскапи проекти за да се реализира. Меѓутоа во иднина сметам дека по блиска иднина ќе се реализира. Погледте. Само значи да појасниме, пошумувањето и новите зелени површини секако се одлична работа, но тоа нас не спасува од загадување. Ако ние имаме активно загадување, тоа само може привремено да го убlaži многу малце тоа. Оно што нас не треба се активни мерки, конкретни, цврсти, по закон да се терат и да има, за жал, репресивни мерки за оние што намерно и со профитна цел го загадуваат град. Кога ќе се случи тоа, ќе имаме поинака свест, бидејќи истите луѓе поинако се однесуваат во западноевропските држави, а кога се враќаат овде, се враќаат на фабричко позадесување, условно кажам. Се согласувам со Ѓорги Танушев, господин Ѓорги Танушев, и сметам дека јас сум и поригорозен дека треба да се воведе таквото загадување или палење на отпад како кривично дело, кој ќе се карактеризира како кривично дело и ќе се смета, го реков тоа и претходна дебата, како екоцид. Да. Јас само сакам во однос на јавните површини да додадам, строго ќе се залагаме, значи да се наложи на сите јавни институции да се ги средуваат дворовите. Значи има јавни институции кои се на државно ниво и не може да му наложи општината да се ја среди јавната површина пред институцијата. Значи тоа е недозволиво. Значи мора да се има законска обврска јавните институции да се ги средат јавните површини, затоа што буквално се обраснете со трева и се станете како џунгли. Значи вакви работи не смеат да не се случуваат. Освен што ќе садиме садници, дрвореди и ќе правиме жандинери, треба јавните површини да бидат добро средени и украсени. Значи, јас се сеќавам на едно поинакво време, кога сите јавни дворови на јавните институции беа со цвеќиња, со требички и така натаму и беше убаво и за гледање. Гледката беше многу подруга во градот. Тоа сакав да додадам. Добро, ајде некако да го заокружиме ова прашање. Мислам дека и ова го исцрпивме. Кога зборуваме за економијата, тука се јавни инвестиции во градот, домашни инвестиции, странски инвестиции, се тоа на некој поврзано со начинот на функционирање, со економската состојба на граѓаните. Илиев, вашиот план за ова прашање? За економски развој се потребни неколку елементи. Еден елемент е добра инфраструктура. Нашата сообраќајна инфраструктура, енергетска инфраструктура, интернет, инфраструктура во Струмица да биде квалитетна. Втор клучен фактор е нашата работна сила. И тука ние може да влијаеме. Бидејќи преку квалитетно образование во нашите средни училишта, каде што сега има дуално образование, и имаме навистина многу подобро образование од пред 10 години или од пред 20 години кога бев јас,
И треба да продолжиме да развиваме насоки за образование за она што е потребно за следните 5, 10, 15 години. Тоест да создаваме генерации во нашите школи за индустриите на иднината. Ако почнеме така да размислуваме и нашите школи, ќе ги направиме атрактивни не само за Струмица, ќе ги направиме атрактивни да бидат и за цела Македонија. Значи да имаме насоки во нашите средни училишта за технологиите на иднината. Така се гледам Струмица, да не бидеме само она, ние сме земјоделски крај, па ние сега ќе произведуваме, ќе конзервираме. Не, зошто да не размислуваме дека ние треба да имаме и некоја фабрика за дронови. Да имаме фабрика во која ќе се создава софтвер, во која ќе се работи со вештачка интелигенција. Да имаме фабрики кои ќе бидат роботизирани. Јас така сакам да ја гледам Струмица како струмиченец и како интелектуалец. Затоа сметам дека вториот елемент образованието е клучно место каде што ние сите може да делуваме како советници. И третиот дел е да имаме администрација без корупција. Администрација која нема да дели партиски, која нема да врши притисоци, да ги третира бизнисмените на различен начин. Ако ги направиме тие три работи, инфраструктура, квалитетно образование на младите, тоест на работната сила, финансирање на курсеви за оние кои се невработени да се доквалификуваат, да бидат подготвени за индустријата и оној трет елемент, да имаме професионална администрација, тогаш бизнисмените сами ќе доаѓаат во Струмица. Да, добро. Добро, јас визијата малку на Александар е подолгорочна, јас малку пократкорочна визија гледам, затоа што мандатот ни е ограничен на 4 години. Значи, ние ќе се залагаме пред се добро, тоа инфраструктура да, на слободни економски зони, тоа секако. Иако нели сме партија која што е против капиталот, ние сепак го гледаме решението во индивидуалното предприемништво. Значи, најмногу ќе се фокусираме на индивидуалците, на оние луѓе кои што се креативци и кои што можат да придонесат во развојот на економијата. Значи, имаме многу креативни деца, креативен потенцијал кој што не е искористен и ќе дадеме, значи, на некој начин можност да отворат своји бизниси на мали нели бизниси, средни или трговци поединци. Тоа ќе ни биде приоритет и да го развиваме предприемништвото со некои мерки за курсеви и така натаму. Да, ние сме земјоделски регион и мораме да ги насочиме капацитетите кон земјоделието, затоа што нашите населени места кои што гравитираат околу Струмица и кои што се дел од општина Струмица се занимаваат со земјоделие и многу млади деца го обработуваат земјиштето и недозволиво е на обработливи површини да имаме фотоволтаици. Значи тоа ние нема да го дозволуваме, туку обработната површина да си биде обработлива површина и тој што сака да се занимава со органско производство да му се овозможи дел од државното земјиште да отвори нели некоја градина каде што ќе произведу. Но пред се ќе се залагаме за реална локална стратегија за локален економски развој која што ќе биде направена со партиципативно учество на бизнес секторот, образованието и сите оние чинители кои што нели ќе придонесат во развојот на економијата за да се види потенцијалот на општината и каде можеме и на кој начин да го развиваме нели локалниот економски развој. Такви лер документи имаат развиено во општината, не дека нема направено, но да видиме како тие се имплементираат и на кој начин финансиски и други ресурси се даваат за нивна дословна имплементација. Да, реплика имате? Да, точно е дека треба да се мисли краткорочно, но ние не треба да мислиме на нашиот мандат. Ако мислиме само на нашиот мандат, никогаш нема да имаме резултати. Ние треба да мислиме како следните генерации ќе живеат добро, бидејќи од образованието резултатите не се гледат за година-две, тие ќе се гледат после 10 години. Но не треба да сме себични и да мислиме само на нашите политички резултати. Затоа сметам дека образованието е клуч и визијата која пример држави како САД и Велика Британија имаат визија каков ќе биде светот 2045. И тие на основа на тоа каква ќе биде климата, кои технологии ќе бидат важни, така и креираат и своите образовни политики. Ние не треба да гледаме краткорочно и сега да даваме стипендии или субвенции за некој да отвори дукенче. Ние како општина треба да креираме структура на економијата која ќе ја направи Струмица после 10-15 години успешна. Не само на нели како град, туку и во Македонија да биде пример.
Да, контра. Значи, контрарепликата е во однос на тоа, кога правиме стратешки документи, ги правиме со ограничено со 4 до 5 години. Да, визијата точно дека треба да биде на подолг рок, но не можеме, треба да ги гледаме и ресурсите со кои што располага општината. Не можеме ние сега да ветуваме дека спејс шатели ќе летаат низ градот, значи да бидеме реалисти, а не фантазери. Да, добро, Гогов. Вашата програма за економија и локален развој. Се согласувам и со двајцата за некои работи, се согласувам со Пиеманова, некои со Александар, бидејќи некои работи треба да се гледат краткорочно, а некои да, треба да се гледат подолгорочно и двајцата имат, мислам, право за тоа. И моите ставови се некаде, ставите на Социјалдемократскиот сојуз слични со нивните. Јас сметам дека треба се, нели, важен е односот на бизнис секторот и со општината и граѓанскиот сектор, а подршка на малите бизниси и сега во мода се стартапите кои што покажуваат, тоа се некои програми кои покажуваат некои нови идеи, нели, воглавно кај младите луѓе. Образование на пазарот на трудот, нели, како што каже исто Александар, согласен, преквалификација, доквалификација, самите производители, самите фабрики, нели, работодавци да кажат каков кадар им е потребен и со тоа, нели, да се продуцира таков кадар. Иако мислам дека сега во моментот потребен е кадар на светско ниво, е потребен кадар околу IT, околу програмирање, програмски јазици и слично, нели? Меѓутоа, ако се осврнеме на Струмица, во зависност од тоа каква потреба има Струмица, нели, таму квалификации и доквалификации се малку поразлични. Имаме како план вработување на младите и ранливи категории, значи ранливи категории, самохрани мајки и луѓе, лица со попреченост. Дигитализација на општинските услуги, тоа представува намалување на времето кое луѓето го поминуваат кога одат од еден шалтер на друг, кога се губи време од една институција на друга за да се изведе некој сертификат или документ. Подобрување на инфраструктурата на индустријските зони, подобрување на патната инфраструктура, нели, пристапноста, потоа градењето на канализација, струја, нели, до индустријските зони. Точно се согласувам со Александар дека не треба само, нели, земјоделие, меѓутоа во моментот земјоделието е како главна гранка во Струмица, Струмичкиот регион, посебно во селата, и сметам дека исто треба да се даде внимание и на земјоделството, нели, дека треба стручна и едукативна подршка, потоа да се помогне органското производство. Сметаме дека е потребно уште ова да кажем дигитална платформа која ќе комуницираат производителите со дистрибутерите и откупците, каде што ќе се направи некој вид на мала некаква локална берза или може да прерасне на берза за... Добро, Танушев? Ова е интересно прашање и доста има работи што се ги кажа моите колеги. Значи, јас ќе пробам да сумирам за некои работи вака. Значи, нас ни треба капитални инвестиции во Струмица да привлечеме што повеќе, но не секакви, значи нас ни требаат вистински. Под вистински подразбирам она што веќе го имаме како предност, конкурентска предност во Струмица и Струмичко. Тоа е поврзано со храната и придружената лесна индустрија со храна, но не да станеме тука, бидејќи ни треба и чекор со светот. Денес светот е дигитален свет и нашите млади кадри треба да бидат способни да фатат чекор кога ќе излезат од школските клупи, да работат и да донесат уште поголем капитал. Што значи тоа? Треба да инвестираме не само во инфраструктура, туку и во образование. Дефинитивно да имаме можност тоа да биде поддржано од општината, дали преку програми некакви за доквалификација, усовршување, мрежување, поддршка на малите и средни бизниси, особено во првите години од нивното формирање, со цел да пркнат, па потоа да се сноѓаат, бидејќи првите се години најтешки. Тука би ставил акцент на реалната индустрија, па потоа на она што се вика креативна индустрија, со цел да имаме некој баланс. Дефинитивно мора да има и за нечисто, бидејќи сепак тоа е дел што да, повелика изумира, но како што
се терат работиве што вештачка интелигенција, голем дел од работните позиции за 20 години ќе бидат бај ги променати, а ние ќе мораме да најдеме начин луѓето што ќе бидат тогаш работоспособни да имат начини за екзистенција. Тоа подразбира да ги мислиме работиве малце понапред, намистено на 4 години во ред се согласувам, но мора да ги гледаме работиве што доаѓаат, а доаѓаат многу брзо. Капиталот доаѓа оному каде што има предиспозиција да умножи, но не само да дојде и да си отиде, него да остане дел, да имаме вложување, паметно инвестирање, а не само дојдат, внесат пари и целиот излез. Да. Значи мора да имаме трансферна технологија и да остане нешто во државата. Добро, бидејќи немаме уште време за еден целосен круг на прашања и одговори, јас ќе ве замолам сите за едно кратко резиме, а тоа резиме може да биде вклучено и овој дел каде што е вклученоста на граѓаните во учеството на Советот, на општината, нивната комуникација со советниците, бидејќи знаеме дека има доста критики за тоа дека откога советниците и градоначалниците ќе се изберат, дека едно ветуваат во кампања, друго е откога ќе станат на функција, дека не се достапни. Затоа еве и да завршиме со ова, ве молам сите по едно кусо, по една минута на крај, како планирате да го подобрите ова прашање? Илиев? Најпрво, клучно е се што предлагаме во Советот да е поврзано со потребите на граѓаните. За да ги знаеме потребите, ни е потребна секојдневна комуникација. Не со индивидуи, туку со поголема група на луѓе и кога ќе покренеме нешто, тоа да е поврзано со потребите на граѓаните. Потоа, сите тие идејни проекти, тендерски набавки, кои ќе се прават во општината, е клучно граѓаните да бидат информирани. Дали тоа навистина ќе одговара на нивните потреби, дали навистина е домакински трошењето на парите. И во целиот тој процес граѓаните да може да критикуваат. Ние сме за се да биде јавно. Значи сите тие постапки, од иницијатива до истражување, до креирање проекти, до гласање, до трошење на парите, целиот тој процес да биде и на интернет, граѓаните да можат да дојдат на седници, да ги слушаат нашите седници, да има барем еден ден во месецот во кој што Советот може да дискутира во некоја сала каде што на крај граѓаните може да ни прашуваат прашања, да ни критикуваат. За се тоа сме отворени, бидејќи ние имаме намера да бидеме честни, способни политичари кои ќе одговорат на потребите на граѓаните. Нема што да криеме од нив. Добро, Јамела. Ние најпрво ќе се залагаме, значи, отворените денови да бидат вон работно време. Мислам, советите да се реализираат вон работно време. Значи, досега има тенденција секогаш советите да бидат во работно време, кога луѓето не можат на јавните седници да ги следат. И тоа е првата транспарентност која што ќе ја бараме, затоа што се и отворени седниците и секој може да биде присутен. А така се оневозможува нели присутност. Квартални извештаи, значи да се прават или квартални извештаи кои што ќе бидат на веб страната или во некои билтени каде што ќе бидат објаснети сите одлуки кои што ние ги имаме донесено и сите финансиски реперкусии согласно овие одлуки, значи тоа ќе ни биде приоритет. Исто така, бидејќи во изминатите периоди гледавме дека советниците кои што се избираат по одредени програми не ги спроведуваат програмите за кои што се избираат и решаваат некои други проблематики, ние ќе бараме за некои работи, бидејќи таму не сме избрани ние дека сме најпаметни, граѓаните иако ни дале нели доверба да не изберат, сакаме да го вратиме непосредниот референдум за одредени прашања, каде што граѓаните повторно ќе бидат прашани дали нешто треба да биде така или не треба да биде така. Добро, Гогов. Се сложувам со двајцата колеги, со колешката Пијаманова, дека можеби за некои поголеми крупни нели програми или проекти треба да се направи референдум. Инаку, во Струмица спаѓа меѓу по-транспарентните, меѓу првите неколку најтранспарентни општини, бидејќи Советот, мислам дека сите знаеме дека е од отворен тип, може да присуствува било кој и да ги слуша расправите помеѓу партиите, советниците. Се пренесува самиот совет, се пренесува преку YouTube во живо. YouTube постои канал каде што може да се слушнат
да се слушне целата расправа, видеозапис, има и толковач, нели? Потоа, мислам дека на веб страната се објавени, како што гледам, дека се објавени на страната што е изградено, што е потрошено, што ќе се гради во иднина, кој е изведувач, колку чини, за што е намената. И јас сум дури да се дигитализира, да се направи дата база за некои работи претходно што се изградени, колку чинило, кој изведувач, што е била намената, од кога е започна да се гради, кога ќе заврши, кога е завршен. Добро, Танушев? Значи, дефинитивно ние мора да направиме отвореност на самата општина. Општината моментално е отворена до некој степен, но тоа не е доволно до што го гледаме. Мора да се вложи во дигитализација. Ние немаме сектор за IT. Многу малце од услугите на самата општина према граѓаните се дават во дигитална форма. А тие што не се во дигитална форма, ужасно каснат, не се експедитивни и тоа има многу последици понатаму. Уште повеќе, јадната администрација мора да биде отчетна за секој прашање што се бари од нејзе да им биде отворени потоците и документите на целата јавност во најбрза форма, во дигитална форма. Во поглед на некои прашања дека мора да бидат на референдум, да, се согласувам. Значи, референдумот като изјаснување го имавме и ние во програмата уште порано и во одредени општини и тоа го имаме правено. Уште сега сакам да најавам референдумско прашање за регионалната депонија што треба да се гради во Добршинци, затоа што такво прашање од таков калибар до водните ресурси, а во непозната процедура може да биде голем ризик, бидејќи ние зборивме со ЕБРД и ги предупредивме уште пред 4 години за таа работа. А отвореноста на сите советници е клучна, бидејќи ние сепак сме таму за граѓаните, не е обратно, него мора не само телефонски, не само да кажем преку медиумите, туку и непосредно, бидејќи постојат одредени случаеви каде што граѓаните бараат директна помош на лице место на терен зборувам. За нешто да се реши, бидејќи сепак ние сме високо коруптивно општество, а таквото најчесто се ги занемарува потребите на граѓаните и едноставно ги запретува. Не стигаат тие информации до онома кај што треба да стигне. Да. Добро. Ви благодарам на сите за учеството во оваа дебата. Се обидовме да опфатиме што повеќе прашања. Се разбира, не успеавме да опфатиме се, но мислам дека оние работи кои се најважни за граѓаните успеавме некако да ги одговориме и да дебатираме. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Благодарам. Почитувани, ова е првиот дел од дебатата од оваа емисија од Студио 10. Останете со нас, одиме со една куса пауза и потоа продолжуваме со Сеат Джигал, комуниколог за пораките кои се праќаат на локалните избори.